Колку сум изгорен. Ти како си ти изгорен, си ти не си изгорен, вајда. Јас сум и за него изгорен. Си отидовме од Стоунтаун, сам дека никад не ни кажав дека се викаше местото Стоунтаун, кај што да сега бевме, тоа е како, не знам, град во Занзибар, Занзибар е остров во Танзанија. Никад не ги споделив овие информации, еве ти сега забрзан курс. Дојдовме у Кенва, тоа е друг град на Танзанија, се наоѓа тука, а до сега бевме тука. Пред да дојдеме бевме на уште неколку турици, пробевме на плажа на некој исто така остров кој што дел од денот го има, дел од денот го нема. Јадевме овошје, класика. As it should be. Evo dobivme $60 ананаса. Не знам зашо он не го сеча до цел ананас. Ама ми одговара мене. И најавме морски звезди. Ја до сега имам наоѓано морски звезди као у Грчка. Али овие беа многу убави, не знам, беа многу како играчки, онакви пластични, ја имам ко сувенири. Али факат беа живи морските звезди, само што се трудев да не ги држам многу време надвор од вода, затоа што толку име, околу пола минута може да издржат надвор од вода. После тоа бевме на гњурење. Ја очекував дека малце поише ствари ќе видам, али видов доста добри риби. Патка какви риби сум видел. Супер си беа рибите и супер ми беше што гњурев у океан, кај што нема ништо и е длабоко под мене. Не знам ни колку ствари не ни прашам. Подсети ме треба да го прашам Рама. Кур мој што ќе знае Рама, да ти јам Рама, кој е готов. Мој што ќе го прашам. Кур мој што ќе го прашам, да ти. Дакле, ишли смо. Не остаја малце да се пробуричкаме у еден лагун. Убаво изгледа, ја многу сагам лагуни. Овој конкретно личи нешто слично на Тиквешко езеро. Го имаме видено. Го немаме видено, уствари Тиквешко езеро. Джаве сме биле 2 пати у Кавадарци годинава. Нешто како Тиквешко езеро. После отидовме да јадеме на еден остров кај што се наоѓа најстарото дрво у свет. Така, најстаро дрво во свет? Не знам дали е најстара или е баобаб дрво што е 5000 години старо. Неќе да е најстаро. Тоа е доста старо. Само е доста старо. Доста старо. Добре, и чинерот е доста стар да ти. Се качив на дрвото. Кај си се качил таму горе, бе, Иван? Каде бе сум се качил? Ќе паднеш. Кај сум се качил? Не знам. На најстарото дрво у свет. Тие сме пери, ај Тарзан, могли евентуално кога би имал потреба од плодови. Кога пантерот не му бил на работа. Викенди. Лего, Кике. Атлета. Абе, педар на 4. Зашто пантерите се качуваат на 4? Иван. За стабилност. Супер. Кике. Кам? Не. Доста интересен момент ми беше кога сидевме од таму што го спуштија едрото на бродот со кој што патуваме и идеше далеку побрзо бродот на погон на ветер од колку што идеше на мотор. Не знам зашто, ама тоа направи многу убаво да се осеќам, си го искористив тоа време да си напишам песна, напишав пола песна, доста добро. Додека патувавме на кај Кенва, односно кога влеговме у Кенва, тоа што го видов беше као дури малце језиво, пошто не речи ништо на град, вајде ова село. Знаеш македонски села како изгледаат, па ова ти е уште посиромашна држава од Македонија, како да ти кажам, така да можеш да замислиш како изгледа целата тука. Меѓутим, стигнавме у хотелов, јас се изненадив од досегашниот луксус, освен тоа што нема вифи. Толку е убаво наместено и затоа уште сега снимав, мислам ова вака ти ја кажав у форма на voice over што све сум правил денеска, затоа што I didn't feel like talking, али морав сега ова да го снимам, затоа што знам дека ова се последните моменти кога собата ни е уште убава и средена. Така да морам да ти ја покажам соба. Не ни сакам толку да ти покажам соби кај што идам на места, пошто соба, имаш кај да спиеш, имаш кај да какаш. Дали имаш кој да држиш за рак? Додека какаш. Во ме лебет, че ме види го тако е. Од крпа. Убаво е декорирано.
Таа крпа најверојатно ќе иде за бришење нозе. Релативно секси купатило за симултан скинкер, да не се тепаме кој попрв. Но дали си сигурен дека ова ти годи? Да, зашто не ми годи? Пошто сега веќе нема да можеш да го користиш оправдувањето на Сабајле. Еки ќе поспиам уште 5 минути, оди ти изми се прва. Стварно мислиш дека тоа е оправдување, тоа да го кажам стварно за да ти дадам предност, пошто дамите нешто, со дамите имаш. Јас сум джандар. Па јас сум дама. Епа, повеле, имаш предност на Сабајле. Не можеш сега со тоа да се оправдуваш, имаме два умивалника. Ако во мојот престој во Занзибар се направило некое видео, да знаеш дека е масава искористена. Дакле, имамо тераса Ти што не осветлив. со поглед на темница. Утре ќе ти ви да покажа на терасата. Имаме врата која што исто така може да се отвори од надвор и не може жена ти да те заклучи или може? Може, ама ете не стигна. Може, добре, па не стигна. Немаше на време. Исто така вратата може и да биде скршен джамот, така што џабе има клjuč, ако некој сака да те оплячка, ќе те оплячка. Релативно нов фрижидерчич. Апсолутно мал фрижидерчич, јас не знам каде ќе ни ги собере сите ствари, ова е топло моментално. Не го Да го вклучиме додека е време. Бучи. Сега. Еве имаме масичка. Ти можеш да си одбереш дали сакаш со поглед на веце или со поглед на темница. И што е најбитна мрежа за комарци. Тоа што има мрежа за комарци малку ме плаши. Зашто има мрежа за комарци? Пред има причина. Пошто имаш толка врата за тераса. Не, тоа не е врата за тераса. Тоа е врата за комарци. Вкупно двајцата добивме само едно каснување од комарец за 4 дена, мислам дека Го делиме чешањето исто така, малце јас чешам. дека доволно среќа имавме и дека треба да се справуваме со комарците од сега па до крајот на нашиот одмор. И мислам дека толку беше. Еве оно имаме уметнички дела што се исценкани 100% се исценкани. Ова кошта едно 10.000, 20.000 шилинзи, 2 за 15. Кака, без дил. И мислам дека завршив сега со рум турот и можеме сега да ги распостелиме нашите куфери из цела соба, затоа што веќе собата не ни е широка. И не знам, мора да одбереме кое место ќе ни биде сторич. Немаме ни под кревет. Зашто го ставиле ова даска? Зашто има факинг даска да ти имам, за да не можам куфер да ставам? Таа е покажува колку сме богати свееш. Колку е поголема даската, толку по... Курат. Голем куш. Колку е висок таму. И убаво декорирано. Да, имаме дрва кои што крцкаат, може би моментално се наложени да горат, ќе дознаеме за некој ден. Може онаму да се обесиш. Каде? Не, има некоја кука. Еве има кука за бесење, само уште јажето да го најдеме, сигурно во шкафовиве некаде го ставиле, во сефот можда. Ништо не се суши тука, што закачиш, тоа ќе се суши, може би е ставено за бесење на прасе. Ствари се овие муслимани за бесење на теле. Може пиперки да суши. За бесење на пиперки. Не сакам да носам вакви заклучоци, ама може би е стварно па направено за бесење на... Историјата им е таква, значи не сум ја расиста кога кажам дека е за бесење на црнци, само што дознав дека би биле црнците робови, тоа е се, сваѓаш како само предпоставувам. Како само што дозна дека црнците биле робови. Црнците знам дека биле робови, ама сега дознав дека ова е подрачјето каде што ги робувале. Мило ми е што си го дознал тоа. Можда и не ги беселе црнците на оваа кука. What does this button do? Пуштаме клима на копче. Еве ти уште еден last glance на чистиот апартман. Нареден пат кога ќе го видиш, ќе играме тука да ти јевам шота. Останете ми во добро здравје и расположение. Еве тука има шминкерај за жените да видат дотерани и убави. Тука каде да си ги чуваат шминките. Неозбилно шо е ова? Аголник. За овакво за украси, за накид, за да купиш нешто многу скапо, за да го искористиш во целост тоа што е скапо, го ставаш тука и се гледа уште еднаш, уште 2 пати, 3 пати, онаму 4, да видиме дали има 3 пат, 5 пат, 5 пат подаден. Ајде, говори го. Вие ги испуштаме? Да. Да. А ги испуштаме сега? Да. А кавадеци ти беше прљаво, тука не ти е прљаво. Види, to be fair, не ми изгледаше колко пърляво, колко подсвестно ми беше страв да не е пърляво. Извини, кавадарци. Добро, да леведов него ставихме за нозе да видим. Видео како ме стане добар. Мислам дека му те опашка, ама добро. Абе, ја разбирам шо е, го е смешно, пошто се две.
Како сирена да ти јас, зависи со две перки како Starbucks. Ова нема сепак да биде за мнозе, може да ќе испадне на пички, меѓутоа мене почнува ми фали зај. Така што зај, онаква дисклеймерче звездичка, ова е зај, нашиот зајак со кој што ќе спијаме за тоа што не сме способни да чуваме вистинско милениче. Вистински си. Нека не те убедуваат другите дека си плишан. Ќе го плесне нас. Не, ќе се распадне ако го плеснеш како се смие зај. Ма нема да стои вака. Ќе не сме. Ќе не колба. Зашто постелиме позади. Спуштаме милица, ова навака или? По пола. Јас сум готова. Ти си некако. Абе, чекај, јас ти ги пикам овие. Иначе сме премачкани цели со аута. Мислам дека нема теоретска шанса да не искасат комерци, автобус никад не беше отворена вратата кава на повеќе од 3 секунди. Имаше тука мравки, 2 до сега. И една надвор. Тоа се вкупно 3. И една на тераса. Ама века не гледа. Па знам. Никој кике. Па Дај вкупно 4. Али јас мислам дека нема да има комерци. Останува да видиме. Само ти беше мерак да ги спуштиме сраќа. Ми беше, признам. Колка валерци. Шото не е спуштено. Го направивме муабетот. Добра ноќ, драги гледачи. Добра ноќ, драги гледачи. Се гледаме утре во 6. Сега сум едно со природата. Сега си едно со верата. Но! Ало е верата. Сега да имам една мачка, но тука немаме. Кажи дали уште ти треба, пошто ќе затвора аптеката. Земи уште едно за резерва. Гребело ова. Не гребе, гледај, буцкај.